Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во уште една емисија на Медицинско капче. Денеска темата животна како и секогаш, меѓутоа се однесува на повозрасните пациенти. Секој од нас, барем еднаш во животот, се е судрил со проблем кога има пациент дома, меѓутоа не може да му посвети доволно внимание. Од неодамна во градот Скопје има нова можност да се изнајмат на некој начин негователи на час. За целата идеја, меѓутоа и за тоа како функционира овој начин на изнајмување на негователи, утрово зборуваме со доктор Билјана Јовановска од приватната ординација Халкмет. Докторка, добар ден. Добар ден, ви благодарам за можноста и за која што ми ја укажавте и за присуството во вашата емисија. Гордост ми е да бидам дел од една ваква информативна емисија. Така. Најавив што ќе биде денеска тема. Голем дел од нашите гледачи имаат проблем со изнајмување на негователи, односно од медицинска помош на некој начин, меѓутоа ова не нуди само и медицинска помош. Може да се промени памперс, да му се даде терапија. Изнајмувањето оди на еден час. Станува збор за приватни пакети, меѓутоа за тоа малку подоцна во интервјуто. Сега најпрво за самото здружение Home Care Кардула и околу тоа како дојдовте на идеја. Здруженијето Home Care Дула функционира веќе 2,5 години. Така. Ова е трета година откако е креирано. А на идејата за да се реализира овој проект, да речам, е чисто прво животна инспирација. Так. Се започна во моментот кога требаше да се грижам, прво пред едно 10 години, кога се јави потребата во моето семејство да се грижам за баба ми, за дедо ми, потоа се наложи потребата за да се грижам за мојата мајка. И во исто време требаше да се грижам и за семејство, значи да придонесувам во своето семејство. Од една страна како лекар, од друга страна како роднина на тие луѓе кои што имаат потреба. Јас се соочив со проблем да не можам да одговорам адекватно на мојата потреба во смисла да се презентирам како човек кој што е домашен и кој што се грижи за своите луѓе. Од друга страна треба да се појавам на работно место. Така, како лекар да им помагате на другите луѓе. Помагам на другите луѓе и сватив дека уствари во Македонија има и други здруженија кои што се занимаваат со оваа дејност. Има потреба од вакво нешто. Во исто време тогаш во зачеток пред 5 години ја отворив и ординацијата Халкмет и почнав да ја давам и услугата Твој доктор дома и практично од професионален аспект кога одев на домашни посети, сваќав дека поголем дел од луѓето, од пациентите со кои што се соочувам, имаат еднократна потреба, да речам, од лекар, од преглед, меѓутоа понатаму згрижувањето нивно не се однесуваше веќе на лекарската професија, туку доаѓаше во допирни точки со едно друго надлежно министерство кое што се вика Труд и социјално, односно од социјален аспект пациентите не беа згрижени. И така дојдов на идеја, стимулот беше од една страна приватен, од друга страна од професионален аспект имав можност да се соочам со потребите на моите пациенти. Дојдов на идеја да го отворам здруженијето кое што ќе биде провајдер на нега на стари лица, меѓутоа не само на нега на стари лица, на сите кои што им е потребно. Така, тука да ги споменаме, и мајки со мали деца, доилки, која друга, каде се на друго место ќе помагаат? Животни ситуации кои што се преодни, например луѓе кои што се соочуваат, тоа е како една мисија на здруженијето, луѓе кои што се соочуваат со различни животни предизвици, губење на драга личност, психосоцијална поддршка, психофизичкиот развој. Во основа здруженијето Home Care Дула го поддржува комплетно човекот како целина. За здравствениот аспект се разбира, се грижи Халкмет, услугата Твој доктор дома, а за социјалниот аспект негователите кои што веќе се вработени во здруженијето Home Care Дула. Во моментов имаме 7 вработени негователи. Очекуваме, ние сме како дел од еден проект со Агенција за вработување и UNDP.
Одреден период трае проектот и после тоа се надевам дека ќе имаме нели управен договор, се до тогаш функционираме како нели услугата како приватен провайдер на овие социјални услуги. Значи има неколку пакети, можеме ли да позборуваме да им кажеме на гледачите дека сепак ова се наплаќа приватно, дека нема поддршка од Министерството за труд и социјала? Колку чини, каде треба да се обратат, нели практични информации да им дадеме и на колку часа може да се изнајми еден неговател? И дали ова може да биде нели подолгорочно еден неговател да се грижи подолго време за еден пациент? Прво, ајде да кажеме каде да се обратат. Ќе се обратат во Сдруженијето Home Care Dula. Нели може да имаат на интернет да побараат за Сдруженијето или евентуално во Халкмет, ако се јават, сигурно ќе им дадат насоки со координаторот да искомуницираат на Сдруженијето. Цените се движат од 400 до 600 денари во зависност од тоа што треба да се направи. На час. Се разбира дека доколку услугата е како придружник, ескорт за некакви извршување на некакви активности, да се однесе човекот кој што има потреба во здравствена установа, да се земе од старски дом, да се однесе до дома, тогаш има други цени. Но тоа е, цената во принцип се формира во зависност од потребите на самиот корисник. А во моментов се приватни здравствени, приватна социјална услуга представува и ја работат лиценцирани негователи. Негователите сите имаат нели помината обука за негователи на стари лица над 65 години. Има и друг тип на негователи, меѓутоа ова е конкретно лиценцата која што ја поседува Home Care Dula се однесува на нега на стари лица над 65 годишна возраст и е во смисла поддршката од Министерство за труд и социјала се однесува на тој дел, значи имаме лиценца за цело Скопје, меѓутоа договорот оној што е како што работи на сличен начин како да речеме што се матични, односно начинот на кој што откако Home Care Dula би имала договор со Министерство за труд и социјала, кога би имала управен договор, тогаш корисникот треба да има дозвола од надлежното министерство локално, дека има потреба од нега од трето лице и дека му следат одреден број на часови. Најчесто тоа се 80 часа. Месечно? Месечно, да. Правиме муабет ако имаме дозвола, односно ако имаме соработка, дозвола веќе имаме, меѓутоа соработка со Министерство за труд и социјала и управен договор, тогаш кога оди преку надлежното министерство подрачната социјална единица, тие корисниците се обраќаат до социјала, добиваат одреден број на часови според тоа што е медицинскиот извештај кој што го имаат, нели? Си има посебен правилник како се добива и колку часа можат да добијат и после тоа доколку ние имаме склучено нели договор со таа општина, односно најчесто пошто сме за цело Скопје ги наведуваат кои се проведените. Например, ќе им кажат, вие имате 80 часа нега, може да распределите толку и толку провайдери за таа област или таа општина се Home Care Dula и корисникот си избира, да. Во случај да не избере нас, ние се договараме директно корисникот не плаќа директно на Сдруженијето, него тоа се часови кои што се одработени ги исплаќа социјала на Сдруженијето. Може да се дополнат со часови доколку им требаат уште и тоа е како приватен пакет. Најчесто се поповолни отколку приватните, во смисла бидејќи користат веќе 4 часа, понеисплатливо е да го ангажираш да оди на друго место негователот, подобро е да остане таму каде што е. И корисникот ќе си добие нега од 6 часа, да кажеме, ќе си доплати само 2, останатото би го користел како нешто кое што е дозволено. Колку максимално во текот на денот може да добијат неговател? Може работно време на еден неговател е 8 часа. Може да се добие нели 24 часа, многу е тешко изводливо, можам да кажам, бидејќи се соочуваме со дефицит на негователи кои што можат да го пружат тоа. Може во комбинација со неколку негователи да се направи. Нема некој конкретно ограничување, да речам, од аспект на закон или нешто друго, меѓутоа може да се менуваат негователи ако се потребни 24 часа и да се договори од толку до толку да еден неговател и така натака. Значи се зависи од тоа колку е потребно да биде згрижен тој што е крајниот корисник
и нормално во соработка со семејството кажу имаме потреба од памперс, Да, имаме тоа потреба сакав да тоа ми беше и следното прашање, кои од услугите ги добиваат корисниците од страна на негователот? Прво, она што не треба да го мешаат корисниците е дека негователот не е замена за нити за медицински персонал, ниту замена, нити преглед, ниту замена за како да кажам, за помош дома во смисла технички услужни работи. Да, може, кога корисникот краен е старо лице, кој што живее само, за да му помогне околу основните технички и неподвижен, да му подзачисти, ние викаме, нели, кога комуницираме, нели, народски кажано, може, но да се очекува од неговател дека ќе треба да направи генералка, се друго пропратно што ќе им врши работа на останатите членови во семејството, а не директно на корисникот, тоа не е неговател. Негователот прави услуги кои што се однесуваат помош при облекување и сооблекување на крајниот корисник во зависност од потребите. Пак ќе кажам, може да биде извршување на секојдневни активности, пазарење и така натака, хранење, припрема на храна која што се однесува во однос на корисникот, пак ќе повторам, пошто имаме така понекогаш дискусии кои што се однесуваат на потребите на корисниците со, нели, со координаторот на Сдруженијето и така натаму. И не знам, ако нешто пропуштив, можеш да ме потсетиш, ама генерално се однесува на личните потреби кои што се на корисник. Околу терапијата, смее да му ја дава терапијата медицинска која што... Апсолутно да. Значи, Сдруженијето има кога би биле како управен договор, ама и независно, и покрај тоа што нели немаме управен договор и екзистираме како приватна услуга, ние имаме договори со здравствени установи, односно со лекари. Конкретно во моментов Home Care Dula, кој екзистира заедно со твој доктор дома, во исти простории, да речам, и се надополнуваме. Значи, кога се детектира потреба, им се соопштува на корисниците дека во моментов од негователот треба да сигнализира кога ќе забележи дека лицето корисник кое што има потреба од лекар, треба да сигнализира. Често пати се случува да дадеме, нели, инструкции од да се консултираме телефонски со лекар, меѓутоа ако има потреба, му се кажува на семејството дека се нотира покачен крвен притисок и покрај тоа што му давам редовната терапија на таткото ваш, кога мерам притисок, пошто во врските влегува тоа мерење на притисок како е хроничен болен, следење на витални параметри и да сигнализира до неговото семејство. Од кога ќе го нотира како промена, треба да го сигнализира, нели, на семејството и му кажуваат на можноста за услугата твој доктор дома дека постои и му кажуваат дека треба да се консултираат со лекар. Во крајна сметка сите си имаат матични лекари, може да се обратат на нивните матични лекари, па доколку, нели, или лекарите општо кои што се, нели, од доверба или специјалисти независно, кои што се релевантни за проблематиката. И семејството треба да потегне, нели, би требало, мислам, најчесто и се благодарни за тоа, се потегнуваат, се иницираат прегледи, така, или кај матичниот, или... Да, и се превзема. Така, неколку пати спомнавте твој доктор дома за услугата, веќе е позната, нели, во Македонија, тоа значи практично докторот наместо вие да одите во ординација, докторот доаѓа кај вас дома. Освен вашата ординација, колку екзистираат на територија еве на град Скопје, дали имате таква информација? И за при крај на интервјуто да спомнеме што се нуди како услуга во твој доктор дома. Колку екипи имате во моментов, значи околу самата дејност? Твој доктор дома е, да речеме, ексклузивна една услуга која што се однесува на преглед во домот. Тоа е приватна здравствена услуга и значи преглед во домот. Луѓето кои што работат на терен се оние кои што се вработени во Халкмет. Така. Нели, по потреба, во зависност од локацијата и обврските. Во Халкмет во моментов има, нели, вработени двајца лекари кои што функционираат и како матични, а за пациентите кои што имаат потреба да повикаат преглед во домот, се договара термин. Значи, пациентите се јавуваат на телефон и во зависност од расположливоста на, тоа се веќе, нели, во моментот каква е интерна расположливост на лекарите, се договара. Услугите кои што ги нудиме се промена на катетри,
нели преглед во домот, доколку има потреба и се наложи да се даде некаква терапија. Во моментот се дава терапија, се она кое што може да се направи на примарна здравствена заштита, на нивото на примарна здравствена заштита, се реализира. Пулс оксиметрија, ЕКГ, најмногу корисници имаме кои што од луѓето кои што се неподвижни, во смисла имаат ограничени ресурси за да стигнат до својот лекар и најчесто тоа се наши корисници, а исто така сите оние кои што немаат здравствена услуга или пак да кажеме сакаат да си го пружат луксузот да бидат прегледани дома, имаат се што треба да имат, меѓутоа сакаат да добијат преглед кој што излегува надвор од стандардите на она што го нуди матичниот лекар. Како матични лекари, пошто матичните лекари си имаат работно време. Значи, твој доктор дома, јас би кажала дека го е замислена како таков тип на услуга која што го пополнува гапот помеѓу примарна здравствена заштита, матичен лекар, надвор од работното време и гапот помеѓу терцијерно здравство и за сите ви кажав оние кои што не можат да си го дозволат или пак можат, а не сакаат, односно сакаат да имаат бенефит од преглед дома. Така. Дали може да се направат и лабораториски анализи, односно да се земе крв и да се однесе од страна на твој доктор дома? Да, во тој случај претходно треба корисниците да најават дека имаат потреба од некаква лабораториска анализа. Ние исто така имаме соработка со референтни лаборатории. Битно е да се договори времето во кое што се оди или се договараме со наша референтна лабораторија нивни екипи да отидат или додека сме ние на домашна посета. Се разбира дека периодот во кој што треба да се обави домашната посета треба да е претежно утрински, за да бидат релевантни податоците од лабораторијата. И земаме примеруци и после тоа ги доставуваме до лабораторија со која што соработуваме. Тоа е сега во моментов е Авицена. И мислам дека од кога најчесто стигнуваат резултати по плани, се анализираат од лекар, после тоа се комуницираме со луѓето. Значи, твој доктор дома не значи само во моментот преглед си заминувам и толку немам грижа. Останува комуникацијата додека не се добие дијагнозата. Да, додека не се добие дијагноза, ако треба пациентот да се консултира со интернист, ако се установи дека веќе компетенцијата не е веќе на примарно ниво, бидејќи сепак работат општи лекари, тогаш консултираме специјалисти, потенцираме некои кои што сметаме дека се релевантни за таа дијагноза, практично му даваме насока на пациентот каде треба да се обрати, како треба да се движи. И тоа е тоа. Доктор Јовановска, времето ни е кратко. Еве една препорака на крај до сите кои што имаат возрастни лица, а немаат можност да ги однесат во дом или едноставно сакаат да престојуваат во својот дом. Што се треба да направат и како да стигнат до услугата која што ја нудите? Треба да се обратат кон Сдруженијето Home Care Дула за грижа и нега на стари лица, која што важи, има лиценца за територијата на град Скопје. Град Скопје, апсолутно да. Би сакала да ги повикам дури општините за локална соработка, доколку има такви, ние пошто сме здружение си работиме на такви проекти, за да бидат отворени за соработка, за да го реализираме тоа и нормално дека прво ќе придонесеме за развивање на микрозаедницата, потоа општо да се погрижиме за здравјето на нашите блиски. Мене лично ми беше сериозен предизвик да речам сето ова и може да се обратат кога сакаат за сите други информации ќе им биде одговорено. Доктор Јовановска, ви благодарам за интервјуто. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат. Очекувајте го издавањето на нашиот весник и секако следете го нашето веб издание. Ви благодарам за вниманието.